Дали чувствам одговорност, јас ќе истакнам дека за да се чувства одговорност, значи дека треба да направите пропуст намерен или да не постапите во однос на овие насоки кои што се дадени. Според хронологијата на настаните, гледате дека Министерството за внатрешни работи постапува веднаш од моментот на добивањето на нашите информации со сите расположиви средства кои што стојат пред нас. Така да ние мора да ја бараме одговорноста во непостојањето на целосниот систем. Ова треба да биде еден силен аларм до сите да се консолидира системот и да се постапува воедначено. Да се знае точно за кои предмети, за какви предмети, под кои околности мора да се бараат мерките за притвор и токму на основа на тоа и да се носат, да се дадат прво предлозите, а понатаму и да се носат одлуките од страна на судот. Министерство за внатрешни работи ги извршува наредбите кои што ги добиваме од страна на обвинителството или пак судските одлуки и наредби кои што ги добиваме од страна на судот. Ние не можеме ниту да носиме одлуки, ниту да постапуваме без обвинителство и без судот.